Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Преку оваа ауди утринска проповед сакам да ви пренесам поздрав и Бог нека ве благослови сите во слушањето за Божјата светост, а како резултат на тоа вечен живот. Апостол Павле во Римјаните 6 глава 22 стих вели: Вашиот плод е светост, а крајот вечен живот. Зборувам по човечки поради слабоста на вашето тело. Како што некогаш ги предадовте вашите членови да им служат на нечистотата и на беззаконието, за беззаконство, така сега предадете ги вашите членови да и служат на правдата за светост. Павле зборува за слабоста на телото. Нема дилема дека искуството на секој христијанин е такво какво што го читаме во овој стих. Телото е навистина слабо. Тоа постојано влече назад, сака да греши, да се глупира, да му се удоволи по секоја цена, да ги прави оние нешта што му се забрануваат и да не се придржува според Божјата волја. Едноставно речено, телото го сака тоа што го наследи од Адам, да греши и да греши. Понекогаш и по многу години христијанинот ќе направи такви грешки, какви што ги правил кога бил безбожник. Но бидејќи има нова природа, тој брзо ќе се покае и ќе жали и нема да остане во гревот. Затоа Библијата секој човек, секој верник го повикува и на покаяние. Што значи тоа покаяние? Покаяние не значи дека треба да сториш се од себе за да го отстраниш сиот грев во твојот живот. Покаяние значи дека грешникот е свесен за неговиот грев и е запознаен со Божјата милост преку Христос. И врз основа на тоа што го знае се свртува од гревот кон Бог. Грешникот или покајаниот грешник го мрази гревот и се гнаси од него и има огромна желба да живее послушно пред Бог. Нема спасение без покаяние и вера. Кога Исус почна да проповеда, неговите први зборови беа покајте се, зашто се приближи небесното царство. Писмото ни кажува дека Бог сега редом им заповеда на сите луѓе да се покајат. Покаяние значи повеќе од жалење за сопствениот грев. Можно е да жалиш за маките и стресовите што ги предизвикал гревот во тебе, без да помислиш што му сторил твојот грев на Бог. Сиот грев е против Бог. Гревот му е краде на Бог честа и славата. Вистински покајан грешник жали повеќе за ова последново, отколку за било што друго. Тој сгрешил против Бог и го знае тоа. Дејството на Светиот Дух во грешникот предизвикува промена во неговиот став кон Бог и Божите права на неговиот живот. Гревот е виден онаков каков што е навистина, не само како карактерен недостаток, туку и како постојана состојба на бунт против љубовта, против грижата и праведниот авторитет на Светиот Бог. Значи, она што води кон вистинско покаяние е ова ново сваќање на Бог и твојот личен грев. Кај покајаниот грешник се јавува голема желба за раскинување со минатото и живење во иднина само за да се задоволи Бог и неговата слава. Тоа е покаяние. Вера. Придружник на самото покаяние е секогаш верата. Верата не оспособува да веруваме не само во постоењето на Бог, но и во Божјата љубов и неговата простувачка милост, која тој ја нуди преку Господ Исус Христос. Да си има вера во Исус Христос, очигледно значи дека пред тоа си бил запознаен со Евангелието, си го слушнал и до известна мера си го разбрал неговото учење. Но тоа не е доволно да ја спаси твојата душа. Верата која спасува напредува од интелектуално прифаќање на одредени факти со вистинска доверба во Христос и во она што тој го направи поради тебе и твоето спасение.
Верата е одговор на срцето и умот до Спасителот за кого Евангелието ти кажува. Верата не е слепа, таа не е чекор во темнина. Верата почива врз солидна основа, а тоа е личноста на Исус Христос. Ти веруваш, но што веруваш? Веруваш дека Господ Исус Христос е Бог. Бог беше зборот, Исус Христос. И зборот стана тело. Дека тој умре за твојот грев, тој ја даде душата своја за откуп на мнозина. Христос, кој ме засака и себе се предаде за мене. Галатјаните 2:20. Ти веруваш дека тој е единствениот Спасител. Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Ти веруваш дека тој сака да те спаси. Исус вели, дојдете при мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Ти веруваш дека без Исус нема надеж за тебе. Јован вели, а сведоштвото е тоа дека Бог ни дарувал живот вечен, и тој живот е во Неговиот Син. Кој го има Синот Божи, тој го има и тој живот. Кој го нема Синот Божи, го нема тој живот. Верувајќи во овие вистини, ти доаѓаш пред Бог во покаяние, наполно уверен дека тој е силен и да го изврши она што го ветил. И со вера во Господ Исус Христос го замолуваш Бог да ти ги прости или да го прости сиот твој грев и да те очисти со скапоцената крв на Спасителот. Го правиш ова верувајќи во ветувањето, дека на сите што го примија, на сите што веруваат во Неговото име, им даде власт да станат Божи синови, кои не се родени ни од поход телесна, ни од поход машка, а од Бога се родија. Кога човек ќе се покае и верува, тој се наново раѓа. Што е тоа наново раѓање? Преку наново раѓањето тие имаат нова природа духовна, која им е дадена од Бог преку Христос, и се во постојана борба со грешните желби на телото. Тие понекогаш се изморуваат од борбата во нивната внатрешност и се чувствуваат понекогаш немокни, но често пати или речиси секогаш се чувствуваат како херои, кога знаат дека многу грешки и гревови што ги правеле во минатото, сега веќе не ги прават, ниту пак помислуваат да ги прават. Вие некогаш тоа е минато време, живеевте во нечистота. Вашите членови или органи, раце, нозе, уши, очи и севкупниот живот беа во служба на беззаконието кое произведуваше беззаконие. Еден грев влечеше друг грев, еден престап друг престап и се така во недоглед. Павле ги советува верните да не ги употребуваат своите органи како што порано ги употребувале во служба на гревот. Сега секој орган со новата духовна природа треба да биде насочен кон правдата и светоста. Зошто не би ги послушале овие зборови и совети на апостол Павле, кога знаеме дека ќе вродат изобилен плод, кои ќе ги направат христијаните многу посрекни и задоволни во време кога насекаде владее неправда, себичност и секакви зли појави. Тоа е голема чест што Бог те удостоил да бидеш Негова духовна алатка за извршување на Неговата совршена волја. И тоа во време кога светот се распаѓа на мали парченца до целосно уништување. Дозволете му на духот да ве води и нема да ги извршувате делата на телото. Кога човек ќе се наново роди, тој се стреми кон светост. Затоа Павле вели, но сега, откако сте ослободени од гревот и откако се поставивте во служба на Бога, го имате вашиот плод, осветувањето, а вечниот живот за крај, зашто смртта е плата за грев, но благодатниот Божи дар е вечен живот во Христос Исус нашиот Господ. Римјаните 6 глава. Најпосле, браќа, бараме и ве опоменуваме во Господ Исус да изобилувате повеќе во ова што го примивте од нас, како треба да живеете и да му угодувате на Бог, како што и успевате во тоа, имено
Знаете какви наредби ви дадовме во името на Господ Исус, зашто ова е Божјата волја, вашето осветување, да се воздржувате од блудство, секој од вас да знае да го држи својот сад во светост и чест, не во похотна страст, како народите кои не го познаваат Бог. И потоа апостол Павле во Евреите 12 глава вели, имено тие не казнуваа за малку денови, се мисли на нашите татковци, како што им беше угодно, а тој, Бог, за наша полза, да станеме учесници на неговата светост. На Бог нека му е слава и чест што ни дал можност да бидеме свети, да бидеме слични како Него. Нему слава во сите векови. Амин.